Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Заврши истрагата за пожарот во Пулс. 46 осомничени чекаат обвинение. Бугарскиот парламент со апсолутно мнозинство потврди дека нема отстапки од условите за Македонија. Българија ще продолжи да спазва споразумението од 2022 година. Ние няма да отстъпим ниту на сантиметар од него. Филипче позитивно одговори на повикот од Мицковски и ЛДП нуди поддршка за обединување околу стратешките цели. СДСМ на 2 години планира да ги ротира општинските советници. Независните бараат законски измени и учество на избори со само 50 граѓански подписи. Верниците се спротивставија на изборот на архиепископот, како поранешниот амбасадор Ѓорѓевски го презема местото на викарниот епископ Партени. Протести денеска во Охрид, утре во Скопје. Франција забрани пушење и на отворено. Од 1 јули нема цигари каде што има деца, на плажа, во парк, на спортски терен. Во тема на денот вечерва за причините поради кои што ја напушти владата за едината на Алијанса за албанците, но и за предавството од најблиските соработници. Разговарам со Арвен Таравари. Останете со нас, почнуваме веднаш. Јавното обвинителство ја заврши истрагата за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. По 2,5 месеци утврдени се околностите поради кои се случи една од најголемите трагедии и осомничени се вкупно 46 лица. Кој и како придонел за трагедијата во која загинаа 62 ќе биде објавено во обвинителниот акт. Деталите ги има Тамара Дичевска. По 2,5 месеци работа, напнати сведочења и обемни анализи, истрагата за трагедијата во дискотеката Пулс официјално е завршена. Она што почна како кобна ноќ, сега добива правна рамка. Вкупно 46 лица се осомничени во истрагата на ОЈО Скопје и 14 полициски службеници во постапката која води обвинителството за гонење организиран криминал. Се товарат за тешки дела против општата сигурност. Истражниот тим од 13 обвинители од Кочани, Скопје, Штип и Куманова ја заврши истрагата пред законски предвидениот рок. Работеа издаваа наредби за прибирање на докази, документација, вештачење од обдукциите за да се утврдат причините за смрт на починатите. Се вршеа и градежни вештачења, безбедносни стандарди, како и начинот на настанување и ширење на пожарот. Извршени се распити на околу 400 сведоци оштетени, а испитани се и осомничените. Од бројни електронски уреди, компјутери и мобилни телефони се вршеше извлекување и анализа на податоци кои се вкрстуваа со останатите информации добиени во текот на истрагата. Во однос на работата и функционирањето на клубот, проверки по насока на јавен обвинител вршеше и управата за финансиска полиција, соопшти од ОЈО Скопје. Следниот период течат роковите каде одбраната може да предложи своји докази. Доказите за полициските службеници пак ќе бидат доставени до обвинителството за гонење организиран криминал, каде истрагата се уште е во тек. Осомничени за пожарот во дискотеката на 16 март, каде загинаа 62 лица, се тројцата поранешни градоначалници на Кочани кои раководеле со општината од отворањето на дискотеката до денот кога изгоре. Ефективниот притвор им беше заменет со куќен притвор. Осомничени се и поранишните министри за економија за издавање на лиценци на дискотеката, иако не ги исполнувала условите. Во куќен притвор се екс-министрите Беким Незири и Валјон Сарачини, како и Кришник Бектеши, откако ефективниот притвор му беше заменет со куќен притвор. Во куќен притвор и поранишниот директор на пазарниот инспекторат Горан Трајковски, како и поранишните директори на дирекцијата за заштита и спасување. Осомничени во притвор, како и со мерки на предпазливост, се и сопственикот на дискотеката, сопственикот на објектот, обезбедувањето таа вечер, полициски службеници. Доколку од анализите или од други докази се утврди одговорност и кај други лица, обвинителството соопшти дека ќе постапува согласно своите надлежности. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Специјалистичките медицински тимови досега прегледале 140 од околу 190 пациенти од повредените во дискотеката Пулс. Според препораките од британските експерти, поделени се во 5 групи, во зависност од потребите како и каде ќе се третираат. Неголемиот дел ќе се лекуваат во Кочани. Според најавите од Фондот за здравствено осигурување, Кочанската болница ќе биде засилена со кадар. 9 потешко повредени се уште остануваат на лекување во странство. Какви повреди имаат, како да продолжи лекувањето и колкумина од повредените во дискотеката Пулс во Кочани имаат потреба од рехабилитација. Здравствените власти ќе имаат прецизни информации до крајот на неделата.
Дотогаш треба да заврши поединечната евалуација на оние кои биле хоспитализирани во странство, но и во домашните болници. До сега специјалистичките тимови прегледале 140 од околу 190 пациенти. Според препораките од британските експерти, тие се поделени во 5 групи, во зависност од состојбата како и каде понатаму ќе се третираат, бидејќи неголемиот дел од повредените одат на преварски и рехабилитација во Кочанската болница. Установата ќе биде засилена со кадар. Физијатри, физикални терапевти од Козле и 8 септември ќе почнат да одат од следната недела во Кочани да помагаат на кочанските физиотерапевти, за да не ги носиме повредените во 8 септември во Козле. И во основа ќе се зголемат бројовите на посетите од клиниката за пластична хирургија. Во моментот директорката на пластична хирургија е во болницата и вршат преглед. Неколку од повредените кои беа на лекување во Софиската болница Пирогов сакале повторно таму да го продолжат лекувањето. Ние сме во комуникација со Пирогов за да ги чистиме и појасниме некои детали околу натамошниот третман и немаме законски или друг проблем, ниту било каков проблем да тие продолжат да бидат третирани таму кај што започнале со својот третман. Морам да истакнам дека едно од потешко повредените од Пирогов, чија слика беше објавувана на некои од социјалните медиуми, сепак одлучи да биде третиран на клиниката за пластична хирургија и после 3 или веќе 4 недели веројатно поминуваат, има значително подобрување на неговата состојба со изгорениците. По реакциите на повредените и нивните семејства за лошите услови во Кочанската болница, од владата најавија дека подготвуваат план Кочани 2030, кој ќе ја опфати и оваа здравствена установа. Она што го најави председателот на владата како проект за Кочани 2030 е нешто на кое што навистина размислуваме како да го спроведеме во соработка со Европската унија. Тоа е проект кој што ќе значи реконструкција на болници, изградба на нови спортски сали, меѓутоа за деталите ќе ми оставите време. Се надевам дека кога ќе ги има сите детали, председателот на владата ќе биде прв кој што ќе информира јавност. 2,5 месеци по најголемата трагедија во поновата македонска историја, 9 потешко повредени и понатаму се на лекување во странство. Александар Динев, Сител телевизија. Бугарскиот парламент со апсолутно мнозинство потврди дека нема отстапки од условите за Македонија. Българија ще продължи да спазва споразумението от 2022 година. Ние няма да отстъпим нито на сантиметър от него. Филипче позитивно одговори на повикот од Мицковски и ЛДП нуди поддршка за обединување околу стратешките цели. СДСМ на 2 години планира да ги ротира општинските советници. Независните бараат законски измени и учество на избори со само 50 граѓански подписи. На средбата со унгарскиот премиер Виктор Орбан, премиерот Христијан Мицковски, како што информираше на неговиот профил на социјалните мрежи, изразил потврда дека Македонија останува цврсто посветена на европската иднина и се заблагодарил за поддршката од Унгарија со уверување дека стратешкото партнерство ќе се развива со уште поголема динамика. Во говорот на СИПЕ конференцијата, пак Мицковски порача дека Македонија е мала, но никогаш не се откажала од својот идентитет. Според Мицковски, патриотизмот не е некаква ретро идеја, туку единствениот пат кон просперитетна иднина. Нашата родна грудка не е само некаков географски поим. Татковината била и ќе продолжи да биде живо ткиво составено од историја, традиција и заеднички стремежи. Татковината не се менува, не се напушта и не се продава. Таа се брани и се гради. Македонија, иако мала, никогаш не се откажала од својот идентитет. Низ нашата многовековна историја научивме дека слободата се плаќа со жртви. Денес, во духот на соработката, длабоко ја цениме поддршката на нашите стратешки партнери, како што впрочем е и Унгарија, чиј пример не инспирира уште повеќе да ги застапуваме вредностите во кои веруваме.
Советниците на СДСМ кои ќе влезат во општинските совети ќе потпишат кодекс, а нивниот мандат ќе биде само 2 години. Партијата на ваков начин очекува поголем ефект од нивното работење. Пред локалните избори, граѓанските организации побараа законски измени за независните кандидати да може да одат на избори со само 50 граѓански потписи. Советниците на СДСМ да ротираат со мандат од 2 години. Ке потпишуваат кодекс за однесување и ке бидат санкционирани ако го прекршат. Филипче најавува партиски промени пред локалните избори. Опозицијскиот лидер вели дека е подготвен да разговара и за предлогот на премиерот Мицкоски Македонија да стане една изборна единица. Подготвени сме да разговараме за било што, меѓутоа тоа е работа која што треба да учествуваат сите политички партии. Затоа што не е само прашањето на една изборна единица, тука е и прашањето на цензусот, понатаму прашањето на отворените листи, но јас сум спремен за разговор. Една изборна единица е повеќе годишно барање на помалите партии и независните граѓански организации, која досега нема добиено поддршка од поголемите партии во собранието, но нивниот фокус денеска беа измените на изборниот законник, кои ќе овозможат независни кандидатури на локалните избори, откако Уставниот суд го укина прагот за собирање граѓански потписи. За изборите кои треба да бидат распишани во јули, во моментов нема никаква правна можност за независни кандидатури, па граѓанските организации денеска повикаа Министерството за правда, што поскоро да ги поднесе измените во собранието. Нивното клучно барање е да се дозволи кандидатура со 50 граѓански потписи. За нас е прифатливо тоа што е во барањето. Тоа се 50 на потписи за да може да се кандидираат независните листи на овие локални избори. Ова го следи европскиот тренд и европските стандарди каде што се отвара можноста за демократијата, а не се затвара. Ставањето на одредени проценти само во многу мал број на општини ќе дозволи повеќе слобода во кандидирањето, а во големиот дел на општините, посебно овие кај што има големо население и текако го отежнува. Партиите за сега немаат став за ова прашање, бидејќи велат дека до нив официјално не е пристигната ваквата иницијатива. Според владата пак за ова прашање е потребен консензус. За сега немам добиено такво официјално барање јас како пратеник. Сега кога добиеме барање, ние како пратеничка група ќе се консултираме, ќе излеземе со заеднички став. Немаме се уште став во врска со тоа. 50 потписи мислам дека се премногу малку за кандидатура за локални избори. Тоа е моје мислење, мој став. Сметам дека кандидатура треба да право за кандидирање треба да стекне кандидат кој што имал најмалку 500 или 1000 потписи собрано од жителите од одредена општина или град. Итно пополнување на правната празнина пред изборите побари председателот на Уставен по седницата пред 10 дена, на која го укина прагот од 1% граѓански потписи за независните кандидати. Воспротивно, порача дека ќе биде направена тешка повреда на Уставот, правниот поредок и човековите права. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Актуелниот градоначалник на општината Киселава, Орце Георгиевски, вели дека за 20 на дена ВМРО ДПМН во целост ќе ги објави кандидатите за предстојните локални избори. Георгиевски и Перински се споменуваат како најсериозни кандидати во трката за нов скопски градоначалник на ВМРО ДПМН, но последниот збор ќе го имаат партиските тела во согласност со резултатите од анкетите. Извршниот комитет на ВМРО ДПМН се уште не го објави името на кандидат за градоначалник на Кисела Вода и на Скопје. На која листа очекувате вие да се најдете? Јас моите амбиции се добро познати. Би остал уште 20 на дена да се соопшти официјално името во јавноста. Откако ќе биде објавено името во јавноста, јас сум убеден дека веќе тоа ќе биде новиот градоначалник на градот Скопје. На Скопје му треба будење, на Скопје му треба генералка. Најпрво овие основни проблеми со кои што се соочуваме не само 4 години наназад, туку подолг временски период и од времето на владење на Петре Шилегов, кој што не беше многу поразличен од ова што е Данела денес, ќе донесе градоначалникот нови промени и секако ќе тргне работата конечно во градот Скопје. Во тема на денот вечерва, како што најавив, разговарам со Арбен Теравари. Господин Теравари, добро вечер, ви благодарам за присуството во Дневникот. Добро вечер, Иван, ти благодарам за покана. Многу актуелен сте изминатиот месец, мислам дека едно од најактуелните личности на македонската политичка сцена, но некако сите се во дилема. Зошто Арбен Теравари од ваква комотна позиција излезе од владата? Што се случи? Ќе ни кажете ли ви? Да, апсолутно. Ќе се обидам да објаснам за јавноста. Токму така, јас бев министер за здравство и лично комотно се осеќав и се обидував со целата екипа во здравство да направиме што подобри проекти и како да го унапредиме здравството.
Меѓутоа, јас освен министер за здравство сум и председател на една партија која што е многу важна за мене. Значи, ако избирам меѓу мојата комотна позиција и иднината на мојата партија, на нашата партија, тогаш во секој случај попрво би ја избрал иднината на нашата партија, отколку јас да продолжам да бидам министер. Значи, немаше никакви дилеми дали треба да продолжам ја како министер, тоа можев да си продолжам и да одиме на локални избори. Меѓутоа, ја гледав дека немаме перспектива и проектот кој што беше влен, а проектот го направивме минатата година, 2024 година, се со цел дуи да ја однесеме во опозиција. И јас денеска сум многу горд што тој проект успеа, дуи е денеска во опозиција, меѓутоа проектот влен за жал после избори, иако јас лично имав иницијатива да се споиме во една партија, видов дека тој проект не е одржлив на долг рок. Зошто не е одржлив? Многу лидери, многу различни карактери? 4 партии, видете, 3 партии се партии кои што се излезени од ДУИ, искрено. Единствена која што немаше врска, никогаш немала врска со ДУИ е Алијанса за албанците, која што е, да речам така, наследник на ДПА, бившата ДПА. Со еден од амбасадорите во Македонија ја анализирав подолго ситуацијата за да се разбере од ДПА и ПДП, потоа ДУИ и ДПА, и денеска овие партии со кои што бевме влена, друга формула немаше за да се победи ДУИ, беше само со нив да се соработува. Знаете, Алтернатива и БЕСА беа заедно до 2017 година и се партија која што е дериват на ДУИ, која што излезе од ДУИ, потоа Изет Меджити, знаете, 20 години беше подпредседател на ДУИ и излезе од ДУИ, меѓутоа минатата година немаше друга можност и друга опција за да се направи резултат кој што беше фантастичен, 107.000 гласови, а Алијанса за албанците е дериват на ДПА, повеќето членови во Алијанса за албанците над 80% се бивши членови на ДПА. И до овде се е разбирливо за сите, вас минатата година ве обедини токму таа идеја дуи да замине во опозиција. И нејасно е сега, затоа што во јавноста се представува дека Арбен Таравари, човекот кој што гласно зборуваше дека е редно време дуи да замине во опозиција и Али Ахмети да седне во клупите на опозицијата, станува човек кој што го поврзуваат како соработник на ДУИ, човек кој што повторно се враќа за да му помогне на ДУИ да се врати на власт. Не, значи Арбен Таравари размислува, ви реков, од сопствена комоција или иднина на партија, избира за иднината на партијата. На крајот на денот во ноември ќе не прашуваат како партија не дали и колку министерски места имаме, туку колку општини ќе раководи Алијанса за албанците. Ова е многу битно за нас, бидејќи колку општини ќе имаме, тоа сум му кажал и на премиерот Христијан Мицковски дека ВМРО ги победи изборите 2021 година, кога доби 45 општини. После тоа чекаше да се одржат парламентарните избори и да добие 50, стигна бројката до 58 пратеници. И јас повеќе размислувам за нашата партија да излезе што подобра на локалните избори, да има што повеќе гласови и што повеќе општини да раководи. Колку очекувате општини да добиете на локалните избори? Јас мислам сега зависи од Што за вас би било победа на локалните избори? Ако имаме над 5 општини, 5 и повеќе општини, ја мислам дека е успех за Алијанса за албанците. Ако е под тоа, тогаш е неуспех. Така да ќе видиме октомври пак граѓанинот одлучува колку и какви кандидатури ќе имаме. Видете, локалните избори се административни избори, не се политички избори како парламентарните избори. Јас мислам дека отвараме простор на нова генерација на политичари во Алијансата за албанците и повеќето кандидати за градоначалници ќе бидат под 40 години возраст, меѓутоа кои што се членови на Алијанса за албанците, и ако тие успеат за неколку месеци или цела година или неколку години добро да раководат со општините, Алијанса за албанците може и најверојатно ќе израсне во прва албанска партија во Македонија. Ќе одите некаде заедно со ДУИ како што ве обвинуваат од време? Видете, иако одамна викаат дека имаме договор, ете јас вечера ви кажувам, уште немаме договор, меѓутоа сега сме опозицијска партија,
Во одредени општини, да бидеме искрени, можда ќе има соработка влен дуи алијанса. Например, Кичево. Кичево е типичен пример кај што за жал така ќе дојде крајот да се гласа за македонец или албанец. Иако не би посакал така да бидат изборите, туку да се гласа за кандидат. И за одредени други општини може да има соработка алијанса, дуи влен. Зборувам за 4-5 општини. Тоа никого нема да му пречи. Јас мислам дека се уште перцепцијата не успеавме во Македонија да направиме општество во кое што сите граѓани ќе избираат секогаш најдобрата особа кој што може да раководи со општините. Се уште за жал сме сегрегирани, што мене лично тоа не ми се допаѓа. Меѓутоа тоа е реалноста во Македонија. Така да во некои општини, во зависност кажав и од етничката конфигурација на општините, ќе има соработка со различни партии. Така да во втор круг ќе видиме, тогаш е веќе друга работата, иако некои викаат во како беше во теоријата на политиката, во теоријата на политиката е се е моќ. Имаше најава за средба со Филипче, се видовте, разговаравте нешто? Не сум се видел, видете, со Венко ние се знаеме од како доктори од пред 20 години, сме блиски пријатели, меѓутоа ете немавме прилика, меѓутоа секако дека ќе пијам кафе со сите таман работа што сме во политика и нормално е да седнеме и да пиеме кафе и тоа не гледам дека е нешто посебно. Меѓутоа до денес не сме се видели. Знаете сега, слушајќи ги овие ваши одговори, тоа дека повторно би можеле да имате некаква соработка со Преди и со ДУИ, па дури и трите партии или групи заедно, некако дава смисол на сите оние информации кои што кружат во јавноста дека бил уценуван Арбен Тарабари за да замине од владата. Дали е точно дека бизнес интереси се причини да заминете од владината коалиција, односно конкретно проблемот со паркингот на клинички центар? Апсолутно не, барем тоа премиерот најдобро го знае. Државата постојат секакви служби и да речам институции кои можат да потврдат. Ја воопшто немам врска со тоа и тоа воопшто не е причина. Така да тендерот беше поништен со, како се викаше, Ѓока Construction. Воопшто не е тоа причина. Причина е единствена, причината е Алијанса за албанците да излезе со што повеќе општини на локалните избори. Имаше уште една информација дека имало закани по безбедноста на членови на вашето семејство. Знам, ги слушам секој ден вакви информации, меѓутоа знаете како, јас сум комплетно чист, душата ми е чиста, семејството ми е добро и никогаш не потпаѓам врз вакви притисоци. Најтежок период за мене беше февруари минатата година, 2024 година, кога ДУИ имаше премиер и половина од министрите во владата и инсталирани во сите институции во државата. Јас знаев тогаш да му кажам довидување на господинот Ахмети и да излезам во опозиција и ДУИ денеска да биде во опозиција, така да нема сила која што може да направи некаков притисок врз мене. А јас знам притисоци кои што ги доживував 2018 до 2022-2023. Имаше еден директор на финансиска полиција кој што секој ден седеше во Гостивар. Тогаш бевме во опозиција исто. За да влезете во влада? Не да влеземе во влада, туку да вршат притисок врз Алијанса за албанците, меѓутоа јас не потпаѓам врз такви притисоци. Кога си чист, можеш и да излезеш и да влезеш во влада кога сакаш. Сега рековте дека сето ова го правите во интересот на Алијанса за албанците, ама па сега сите ние се прашуваме, добро сега, што е Алијанса за албанците? Водите спор со Зијадин Села, од друга страна се промовира трето крило со овие ваши донеодамна најблиски соработници. Што се случува со Алијанса за албанците? Значи, Алијанса за албанците е партија која што има анкети кои што се прават, и тоа не е една, туку има 4-5 анкети. Има Алијанса крило на Таравари и Алијанса крило на Села. Рапортот, односот е 6:1. А ова што тоа беше кршење на Алијанса тогаш кога се случи со Зијадин минатата година, бидејќи беше оснивач на партија, претседател на партија 2 мандати. Меѓутоа ние успеавме повеќе од членови од таму да ги земеме, да ги зближиме и
да ја организираме цела партија на ниво на државата. Ова што се случува последно време, ова е гребнатинка врз Алијанса за албанците. Тоа се 10, 15, 20 функционери кои што не можат да се повлечат од фотели. Ама ви земаат двајца пратеници. Не двајца пратеници, еден пратеник. Едниот требаше да имате вие пратеничка група. Требаше да имаме, меѓутоа едниот пратеник кој испратија амбасадор и се виде целта, што е, видете, двајцата пратеници што ни избегаа, тие никогаш не биле членови на Алијанса за албанците, меѓутоа ние ги кандидиравме за Ваша е грешката. Апсолутно. Апсолутно. Меѓутоа тие што беа членови на Алијанса, 3 пратеници, тие ниту не размислуваа за да се повлечат. Се чувствувате ли изневерено од вице-премиерот Фетај и од Азир Алиу? Фетај ми беше како брат. Значи, еве јавно ќе кажам, пасворд на имејл на сите социјални мрежи, он ги имаше и јас. Значи, толку близок како брат. И нормално дека емоционално за Фетај конкретно, моите двајца најблиски соработници беа Фетај и Снопче. И нормално дека не ми е згодно и добро. Меѓутоа, имав огромен притисок од членството кој избира Фетај за заменик претседател на владата, бидејќи повеќето членови во партијата беа против него. И јас излегов во собрание на партијата, кажав не гласате за Фетај, гласате за мене. И сакам поддршка од вас. Меѓутоа, не сакам ништо лошо да зборам за него. Бивш соработник, меѓутоа нема некаква поддршка во базата. А Азир Алиу е човекот кој што прв почна да комуницира со Али Ахмети, да бидам искрен до крај, тоа и вчера на албански го кажав, и кој што вршеше огромен притисок што побрзо ние да почнеме соработка со Дуи. И сега ме чуди ова кога го гледам дека кажува дека е анти-Дуи. Дури ја бев изненаден, првата средба беше некаде почеток на јануари, му кажав дека не требало да се сретне без да ми каже. А тој имал средби со Дуи? Да, првиот канал на комуникација е Азир Алиу. Значи, потврдувате дека имало комуникации со Дуи? Без да знам, после ми кажа, реков во ред, меѓутоа требаше јас да знам, не требаше без да знам јас да седнеш и да разговараш. Дури до пред 2-3 недели огромен притисок имав конкретно од Азир Алиу, не директно према мене, меѓутоа преку наши пратеници, преку наши сопартици дека ние треба што побрзо да се разделиме од Влен, треба што побрзо да почнеме соработка со Дуи. И јас се зачудив кога слушнав дека он сега се кандидира за министар. Меѓутоа и нему му посакувам многу среќа. Што очекувате? Каков министер за здравство ќе биде Азир Алиу? Може ли човек информатичар да ги среди проблемите во здравството? Он е добар административец, добар менаџер. Во здравство колку ќе се снајде, здравството има многу проблеми, меѓутоа како министер, бивш министер за информатичко општество беше релативно добар, така да ќе видиме, времето ќе покаже, не сакам да прогнозирам. Многу критики слушаме од повредените од трагедијата во Кочани во однос на условите во Кочанската болница. Многу се ветуваше за овие граѓани и пациенти. Сега велат дека се оставени во милостини. Кој ги остави во ваква ситуација? Кој ја остави Кочанската болница во услови во кои што не може да им се поружи соодветна грижа на пациенти? Да бидеме искрени до крај, никој не очекуваше ова да се случи. Болниците генерално во Македонија се во таква ситуација во каква што се. Периодов се обидувавме и ние максимум што можеме да направиме. Не можете од една влада да очекувате за една година да ги поправи условите во сите болници да бидат фантастични. Кој очекуваше дека ќе се случи трагедијата за да знаеме да направиме подобра болница баш во Кочани. Меѓутоа се надевам дека владата се од понатаму ќе се обиде барем таму да инвестира нешто во Кочанската болница. Меѓутоа по тешките пациенти повторно имаме релативно добри услови низ клиниките во Скопје, па и во болниците во Скопје. Се надевам дека по критичните пациенти ќе бидат таму однесени, третирани, па Скопје, Кочани е сат и пол, 2. Добро, трошоците за секојдневно лекување се огромни. Знам како е. Тоа нема да биде една недела, 2 недели. Самиот зборевте дека ќе биде повеќе месеци. Апсолутно. Ако не и години. За некои пациенти ќе биде, значи проценката што беше направена од англиски експерти, дел од пациентите ќе им треба минимум 6 месеци, а на дел од нив до 2 години. Веќе ние имаме обезбедено за одредени пациенти, заменик министерот знае, пренесено е од Турција, кои што се подготвени да прифатат пациенти, и други европски држави ни понудија за одреден број на пациенти да ги задржат подолго трајно да ги третираат. Исто така обезбедивме како влада
пред 3-4 недели и финансиски да бидат покриени овие што ќе бидат лечени надвор, значи семејствата, не за пациенти. Пациентите ќе бидат рехабилитирани бесплатно, меѓутоа имаат трошоци семејствата да бидат во Анкара или во Истанбул или во Германија или било кај ќе се третираат, за семејството да се обезбеди да биде платено станот, минималните трошоци, така да мислам дека од здравствен аспект релативно добро го изменаџиравме Кочанската трагедија. Интервари за крај само да го заокружиме целиот овој разговор по локалните избори, ако ве повика Христијан Мицковски на повторна соработка, има ли простор за такво нешто? Апсолутно. Јас со премиерот се знаеме од 2017 година, кога беше генерален секретар на ВМРО ДПМНЕ. Секогаш сме имали коректни односи и нашата разделба беше коректна. Често ме критикуваат и во партија зашто не си по-критичен према Христијан Мицковски. Јас сум кажал дека навистина односите меѓу нас биле коректни. Не можам да излезам во јавност да лажам, да кажам дека сме се карали. Меѓутоа подолу не функционираше како што треба и ова е вистина и тоа е кажано на премиерот директно, така да и сега комуницираме со премиерот и понатаму ќе комуницираме. Он е премиер на владата и институција, така да немам никакви непријателски односи према премиерот. Ја мислам дека многу работи стана појаснет вечерва и благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам за можноста и за поканата. Летото е на прагот, а во моментот нема ниту еден ер-трактор и само еден пилот. Какви се плановите? Зошто противпожарните авиони се сервисираат во странство? Анализа во вечерните вести на Сител. Откако обвинителството ја отфрли кривичната пријава за сертификатот на директорот на АНБ Бојан Христовски, опозицијата одлуката ја оцени како скандалозна, тврдејќи дека обвинителството се претворило во партиски инструмент на ВМРО ДПМН. Од власта па сметаат дека вистината не може да се крие во недоглед, а лагите на СДСМ испливале на површина. Со одлуката за отфрлање на кривичната пријава против директорот на Агенцијата за национална безбедност Бојан Христовски, јавното обвинителство се претвора во партиски инструмент на ВМРО ДПМН. Опозицијата остро реагира на вчерашната одлука на јавното обвинителство. За портпаролката на СДСМ Кузеска, спорно е што ОЈО не искомуницирала директно со институцијата која ги издава TOEFL сертификатите. Зошто обвинителството, почитувани, не побарало официјален одговор директно од ЕТС, институцијата што ги издава TOEFL сертификатите? Зошто не е постапено исто како со двете директорки на училишта и директорката на болница во Дебар, кои беа гонети и осудени токму за користење лажни TOEFL сертификати од истото место како Христовски? Има судски пресуди за кои одговорите, почитувани, се обезбедени директно од ЕТС и тоа за само неколку денови. Но одлуката на јавното обвинителство за владата и за владеачката ВМРО ДПМН е исправна. Портпаролката на владата вели дека СДСМ малиферува лажни вести со цел да го дискредитира Христовски. Дури би кажала е вакво судство и обвинителство, кое што е составено од кадрите кои што тие ги оставија, не може да ја сокрие вистината. Односно, вистината денеска излегува на виделина, а тоа е дека не постојат лажни сертификати по однос на овие изнесени ставови, би кажала, од страна на СДСМ. И ВМРО ДПМН е на ставот дека опозицијата е фабрика за лажни вести. Многу е јасно, обвинителството ја отфрли пријавата за директорот на АНБ Бојан Христовски. Со оваа одлука на обвинителството вистината излезе на виделина. Сите лаги на СДС паднаа во вода, велат од таму. Истрагата за сертификатот за TOEFL на Христовски не е единствениот предмет за наводи за фалсификат кој ги тресе безбедносните служби. Антикорупцијска ја проверува и магистерската на првиот човек на Бирото за јавна безбедност. Истражува дали тој магистрирал пред да ја преземе функцијата или потоа, со оглед на тоа што опозицијата обвинува дека не постои јавно достапен податок за датумот на неговото полагање. Не би сакал да влегувам во деталите, овде само и не би сакал да влијам на целата постапка, знам дека има предмет про ДКСК. Мислам дека и подолго време е предметот, се работи на тоа и ги оставам службите да си ја завршат својата работа, а се надам на крајот на денот дека тие што изнесуваат невистини и лаги ќе имат доблест да се извинат. Судот веќе има донесено неколку пресуди за лажни сертификати TOEFL за познавање на англиски јазик добиени токму од Јулија Ко,
школото за странски јазици во Пловдив, Бугарија, откаде Христовски го стекнал сертификатот. Даниел Василев, Сител телевизија. Предлогот на архиепископот Стефан, нов митрополит на Деверско-Кичевската епархија, да биде јеромонахот Ѓорги, поранешниот декан на Богословскиот факултет и поранешен амбасадор, предизвика низа реакции во јавност. Многу ми не прашуваат како тој го зазема местото на викарниот епископ Партени. Верниците организираат и протести. Денеска се одржа во Охрид, а утрек има и во Скопје. Сметаме дека ние во нашата епархија веќе имаме викарен епископ во ликот на епископот Партени и сметаме дека е достоинствен и можда и најповикан да застане на тронот на Деверско-Кичевската епархија. Тоа го велиме аргументирано, бидејќи во досегашното 30 годишно монашко искуство искрено се застапил за не само за верниците, туку и за црквата. Собрани сме да изразиме на еден вид на револт на одлуката да биде поставен за митрополит на Деверско-Кичевската епархија лице кое само неколку дена е во монаштвото. А од друга страна се запоставува некој кој 30 години активно работи и е ора нивата Христова, а сега на друг начин се става некој лице кое него ни знаеме. И се носи како, да кажем, англиска кралица. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов на 92-то Генерално собрание на Светската организација за здравствена заштита на животните бил назначен за делегат на Генералното собрание и представник на државата во Светската здравствена организација за заштита на животните, информираа од Агенцијата за храна и ветеринарство. Светското собрание на делегати, како што информираат од АХВ, на собранието усвоило административни и технички резолуции и спровело избори за пополнување на слободните места во некој од управните тела на организацијата. Да се биде препознат како дел од успешната група на лидери за здравствена заштита на животните е исклучителна привилегија, но и одговорност, изјавил Миланов, кој со делегацијата од АХВ учествуваше на 92-то Генерално собрание во Париз.